Нема да има приватни градски автобуси на линиите 9, 12, 22, 23 и 45, ако град Скопје не најде решение за долгот од близу милион евра. Првиот човек на Слобода превоз Ленин Јовановски рече дека со месеци не им се исплаќаат пари и не се почитува динамиката која ја договориле на последниот состанок, а тоа е по 1 евро по километар, како и месечните аванси за неколку месеци наназад. Во знак на револт наместо на улица, автобусите ќе заминат пред град Скопје. Состојбата ескалира со фактот дека последниот период немавме никаква уплата, односно и тие претходни уплати што беа толку мали што правеа проблем во нормалното функционирање на вршењето на превозот, со оглед на тоа што приватните превозници ќе бидат пред градот Скопје. За сега, додава Јовановски, ќе се пуштат само возилата за приградските населби, зашто таму ЈСП нема автобуси. Па ако и приватниците ги укинат овие линии, граѓаните ќе бидат целосно одсечени од градот, што не сакаа да дојде до сообраќаен хаос. Приградските линии заради спецификата во превозот на патници, да не направиме поголема штета на граѓаните, ќе продолжат да функционираат. Протестот ќе биде се до оној момент додека превозниците, како што кажа, нема да добијат задоволителен одговор или брзо решение на она што го имаат како проблем. Долгот е 61 милион, над 61 милион и 800 илјади денари. За 10 дена веќе се остварува и новиот месец кој што ќе ја зголеми таа сума за нови 25 милиона, што оди во недоглед. Инаку на 8 ноември градоначалничката на Скопје Данела Арсовска го раскина договорот со приватниот превозник Мак Експрес, кој престана да вози зашто град Скопје му должи пола милион евра. На 20 октомври главниот град за прв пат во историјата остана без јавен превоз, зашто не возеа автобусите на ЈСП Скопје и вработените немаа земено плата. Инаку колапсот во јавниот превоз се случува во првата половина од мандатот на градоначалничката Арсовска, која изборите ги доби токму со ветувањето за брз, модерен, еколошки и бесплатен автобуски превоз за сите граѓани.